почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. СДС ведуваа транспарентност и излажаа. Нивните министри го кријат нивното богатство. Има и такви кои го прекршија законот, бескрупулозно го сокрија своето богатство и имот. Двајца министри од владата на СДС, Роберт Поповски и Самка Ибраимовски, немаат поднесено пријава за својот имот до Државната комисија за спречување на корупција. Тоа согласно законот представува казниво дело. Тие демонстрираат беззаконие. Но она што повеќе ја интересира јавноста, зошто го кријат својот имот и колку имаат заработено под услови на наводен режим. Дали во моментот прават префрлање на богатството на други лица со цел да не се дознае нивниот имот. Од СДС има потполен молк за тоа како министрите милионери од нивните редови дојдоа до богатство, станови, куќи, хациенди и луксузни возила под услови на наводен режим и диктатура. Од она што досега е објавено се гледа дека новата влада на СДС е составена од милионери кои своето богатство го имаат стекнато за многу кус период. Се уште нема одговор како вице-премиерот Кочо Андјушев стигна да се стекне со капитал од над 28 милиони евра лично богатство. Како под наводна диктатура Андјушев заработил 5 стана во Скопје, деловни простории и куќа во Скопје, стан во Белград, куќа на Халкидики. Кој е рецептот? При што во наводна диктатура ќе се стекне вице-премиерот на владата на СДС со автомобилски брендови како Масерати, Порше, уметнички слики, златен накид и Ролекс часовници. Како премиерот Заев под услови на наводен режим, според лично признание, заработил 6 до 7 милиони евра богатство. Како Заеви од просечно земјоделско семејство дојдоа до фирми кои за 10 години направиле обрт од 200 милиони евра.